Високата школа за новинарство е приватен факултет кој нуди две насоки – новинарство и продукција, како и корпоративна комуникација и односи со јавноста. Започна со работа пред 4 години. Нуди услови за работа и едукација низ теоретска и практична настава. Со Дејан Андонов, раководител на наставната програма, говориме за условите кои се нудат за запишување и образование. Господин Андонов, гостин сте во емисијата на тема. Темата ни е токму актуелна во овој период, запишување на високообразовните институции. Бидејќи ја споменавме високата школа, од каде што доаѓате, кои се студиските програми кои ги нудите и како да се стане студент на нив? Високата школа за новинарство и за односи со јавноста нуди студиски програми на две насоки, на два циклуси, прво на додипломски и на последипломски студии. На додипломските студии нуди на две насоки, новинарство и корпоративни комуникации и односи со јавноста, додека на последипломски студии дава образование за менаџирање на медиуми и мултимедија, тоа е едната студиска програма, и другата студиска програма е менаџирање на стратегиски комуникации. Значи, на додипломско ниво во насоката новинарство се оспособуваат кадрите за професионалните стандарди за работа во медиумите, кон еден критички пристап во работата, независност во работата, во служба интерес на јавноста и се оспособуваат со вештини за медиумска продукција. Додека на насоката корпоративни комуникации и односи со јавноста се оспособуваат за управување со комуникациите во една организација или компанија, односно начинот како да се изгради незиниот бренд, имидж, углед и освен комуникацијските вештини, добиваат соопфатно знаење од областа на бизнисот, политиката, маркетингот, менеджментот, затоа што односите со јавноста е всушност менаџерска професија. Додека пак на последипломско ниво се оди на еден повисок степен на оспособување на студентите, се учат менаџерски вештини за менаџирање и управување со медиуми и се разбира новите трендови во медиумите, дигитализацијата, конвергенцијата на медиумите, додека пак на другата насока, менаџирање на стратегиски комуникации, се учи менаџирањето со комуникациите во една компанија или државна институција, односно градење на стратегиски комуникации и комуницирање со јавноста и со медиумите. Додека тече разговоров, ги следиме и оние инсерти кои што ни доаѓаат директно од високата школа и можеме да видиме како вистински таму се работи. Меѓутоа, што е тоа, евен избор да кажеме, што ја издвојува високата школа за новинарство и односи со јавноста од останатите високообразовни институции во земјава? Да почнеме со аргументите, Високата школа за новинарство и за односи со јавноста е рангирана на 9-то место според Шангајската листа, која што ја нарача Министерството за образование и наука и со која што се рангираат универзитетите и факултетите во Македонија според квалитетот на наставната програма. Ова година Високата школа запишува 5-та генерација на студенти и беше најмлада акредитирана високообразовна институција од целата листа и со самиот факт што за 4 години сме успеале да се избориме меѓу 10 најдобри универзитети и факултети во Македонија, говори за квалитетот на студиските програми. Што е тоа што ја рангираше Високата школа на толку висока позиција? Пред се тоа што студентите, 80% од студентите по завршувањето на студиите веднаш се вработуваат, а голем дел од нив наоѓаат професионален ангажман уште за време на студиите. Тоа се должи на солидната поврзаност на факултетот со индустријата, а пак кредибилитетот и довербата што ги имаме стекнато во индустријата се должи на наставната програма. Значи повторно се сведува на квалитетот на наставата. Имено наставните програми се креирани според принципот учење преку работа. Тоа значи дека студентите во текот на студиите имаат голем број на практични часови. Значи оние што студираат новинарство постојано одат на терен, следат пресконференции, прават репортажи од различни места, радио, телевизиски прилози, креираат собствени веб страници, а оние кои што студираат односи со јавност пак прават кампањи за реални клиенти, компании. Досега клиенти ни биле T-Mobile One, Тиквеш, Општина Карпош во Скопје, значи еминентни компании и институции.
Ваквиот начин на настава ги способува за работа во реални услови, уште додека студираат, да можат веднаш да отидат во некоја редакција, да донесат добра приказна, да направат добар медиумски производ, или пак веднаш да се вклучат во креирање на некоја кампања. Дополнително, Високата школа има подпишано договор за соработка со околу 50 медиуми, компании, организации и институции, и нашите студенти 2 пати во годината стажираат во овие организации. Тоа има возможност да се остварат контакти со професионалци од фелата, и сето ова им дава можност потоа лесно да се најдат и професионален ангажман. Значи, тоа е формулата, добра поврзаност со индустријата. Меѓутоа, ова не е само практично ориентиран факултет. Организацијата на Обединетите нации за образование, УНЕСКО, минатата година отвори катедра за медиуми во рамки на факултетот. Тоа е гарант за високите академски стандарди што се применуваат во изучувањето на теоријата и генерално во реализирањето на целата наставна програма. И дополнително имаме солидна меѓународна соработка со универзитети од надвор, така што студентите петиот семестар можат бесплатно да го поминат во Данска, Холандија, Велика Британија и Америка како дел од студентската размена. Бесплатно е школувањето, но меѓутоа Високата школа е носител на програмата Еразмус, каде што се доделуваат грантови, стипендии за студенти кои одат надвор од државата кои студираат, и преку тие грантови може да си го обезбедат средствата и за сместување и превоз за живот во надвор од Македонија, што значи дека навистина има добра можност доколку некој сака да отиде надвор да добие додаток на диплома, она што ќе добие во Македонија. Ова е Мартин. Ова е Никола. Благодарение на конкурсот Изрази се преку медиумите, ние станавме стипендисти на Алфа телевизија. Тоа ни овозможува во текот на студирањето да идеме на пракса во оваа телевизија. А по завршувањето на студиите ние добиваме и професионален ангажман. Затоа пријавете се на конкурсот. Јас сум Марија Хаджистојанова, студирам новинарство, моментално работам во забавната емисија Тротоар. Професионалниот ангажман ми го овозможи школата и тоа ми овозможува да се занимавам со новинарството додека студирам. Здраво, јас сум Лира Џокич, студент по односи со јавност. Моментално работам во маркетинг агенцијата Publicis. Тоа што ми овозможи добро да се снајдам на моето ново работно место е тоа што од самиот почеток на моите студии ми е дозволено да работам проекти за реални клиенти. Јас сум Марко Петревски, стипендист на дневниот весник Нова Македонија. Пишувам за средношколскиот весник Медиум, кој е проект на Високата школа. Студирањето на овој факултет ми овозможи теоретски да ги научам новинарските техники, а ангажманот во Медиум ми помогна практично да ги применам и да ги усовршам. Unë jam Ferikan Iljazi, jam bursiste televizionit Alsat. Bursën e fitova nëpërmjet konkursit shpreu nëpërmjet mediumeve. Tani aktualisht bëj praktike në këtë televizion dhe shpresoj në të ardhmen që do të punësohem këtu. Përparësia e fakultetit tonë është që mundem edhe në gjuhën time amtare të bëj pjesë të detyrave, por edhe pjesë të ligjëratave. Здраво, јас сум Диана Димитровска, студент на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста. Благодарение на меѓународната соработка помеѓу Високата школа и факултетот Виндесхајм во Цволе во Холандија, ја можев да бидам дел од студентската размена таму. Покрај тоа што се стекнав со додаток на диплома или диплома саплимент, учејќи нови предмети со луѓе од различни земји, добив нови искуства и знаења што не ми можела да ги добијам на ниеден поинаков начин. Исто така се стекнав со пријатели од цела Европа. Ова искуство беше совршена комбинација на студирање, патување, забава, журки, нови искуства, се што еден студент може да посака. Пред 4 години започна со работа Високата школа за новинарство. Какви се досегашните искуства? Ние ќе ги слушнеме и студентите што велат, меѓутоа какви се искуствата, колку се студентите подготвени да по завршувањето на образованието да се вклучат директно во процесот на производство новинарско? Со тоа што лесно наоѓаат професионален ангажман, сметаме дека навистина ги оспособуваме за работа во реални услови. Имено и во самата настава се вклучени голем број на професионалци од фелата или уредници, стакнати новинари или пак PR професионалци, директори на такви маркетинг агенции, компании, така што сметаме дека покрај теоријата дека има еден избалансиран однос на теоријата со праксата и освен теоретското знаење што го стекнуваат, на самите предавања добиваат работат на реални студии на случај од реалноста, бидејќи овие професионалци ги пренесуваат
тие нивни искуства. Исто така, постојано се трудиме да во редовната настава постојано да користат технички средства, конкретно кога зборуваме за медиумите, за да се усовршат и за техничкиот аспект на медиумите, освен за содржинскиот аспект, и постојано да работат на терен. Доека пак овие што се односи со јавност, исто така ги оспособуваме прилично за работа со медиуми, бидејќи голем дел од стручњаците за односи со јавност работат со медиумите и да анализираат на реални случаи што се случува во Македонија, реални кампањи да анализираат, да работат на нив. Потоа имат различни посети, гостувања, гости предавачи кои што ќе им го објаснат како стојат во реалноста работите, нели да не продаваме само една розова слика. Така што сметаме дека целиот тој концепт на настава ги има возможува да сватат реалноста во професиите во кои што се оспособуваат. Новинарството е богата професија која што нуди многу можности да се биде активен чинител во секојдневието на луѓето, во моето и на сите граѓани на оваа држава. Од што се плаши еден премиер или еден председател или било кој политичар? Од новинарите. Кога спроти него стои новинар за кој што не знае какво прашање му има подготвено, политичарот е уплашен, затоа што не знае каква афера ќе му извади или некаква злоупотреба, некаков таен политички договор. Тоа е тоа што ги плаши политичарите и тоа е новинарството, тоа е убавината и моќта на новинарството. Бевме принудени 80% од луѓето кои што работат во нашата екипа да ги земеме од други медиуми, на пример од кои што работеле или од радио или немале никакво искуство телевизиско, па да ги обучуваме ние во телевизијата. Не знаат како да ракуваат со камера, не знаат што е монтажа, не знаат како да застанат пред камерата. Тоа се работи кои морат да ги научат или да имаат предзнање за да им биде полесно кога ќе се соочат со вистинското репортерство. Па јас мислам дека времето на дилетантизмот и на импровизациите во новинарството треба да заврши. Една можеби од клучните работи како потреба да обезбеди добар едукативен амбиент, добри едукативни институции кои ќе генерираат професионални новинари кои работат по високи новинарски стандарди. Дојдоа странски инвестиции кои што со себе понесоа една своја корпоративна култура, меѓу другото понесоа и култура на систематска комуникација и третман на јавноста. Услугата или сервисот односи со јавност во Македонија е поставена на едно високо трендовско ниво и следствено на тоа потребата од профили за извршување на PR услугите е се поголема. Ако во минатото ние како агенција одевме по потенцијални клиенти ги убедувавме дека на нив им е потребна услуга односи со јавност, сега имаме обратна ситуација, сега потенцијалните клиенти или клиентите од нас бараат услуги од тој домен. А ние како агенција воглавном ги црпевме луѓето, млади новинари кои што туку завршиле факултет со мало искуство од медиумите и почнувавме едукација да им правиме која траеше неколку месеци до една година за да израснат во готови PR кадри за нашите потреби за агенцијата. Морам да признаам, многу често ни се случува да ни се потребни дополнителни знаења теоретски кои би требало да ни бидат овозможени преку школи кои би требало да постојат специализирани во Македонија. И за да се добие еден квалитетен производ, потребен е добар едукатор. Каков е кадарот? Колку сте задоволни од посветеноста на кадарот и неговата обученост во продукцијата на новите новинарски кадри или PR? Па, високата школа се труди да направи баланс од професори кои што имаат академски звања, титули, кои што се добро теоретски подковани, бидејќи нели ова сепак е факултет, но меѓутоа истовремено кои што имаат богато искуство во праксата и голем дел од професорите доаѓаат од индустријата. За да се направи тој еден баланс на теоријата со праксата, се разбира дека има доста познати еминентни имиња.
на пример уредникот на Нова Македонија, професор на високата школа, дописникот на Франс Прес од Македонија, новинари кои што работеле во BBC, значи во видни медиуми надвор од државата, потоа директорот на Светската банка во Македонија, на секторот за маркетинг од Телеком, значи на вистина што се луѓе кои што имаат високи позиции, богато искуство позади нив, кои што би можеле да го пренесат и на студентите. И покрај тоа високата школа се труди исто така да организира програми, освен за размена студенти, за размена на професори, така што се трудиме и нашите професори колку и да имаат нели знаење и искуство, сепак да ги им возможиме академски размени надвор од државата, со што би ги пренеле и тие искуства нели кои што би ги добиле надвор од државата во студиските програми, во реализирањето на студиските програми. И кога убаво проговоривме за тоа што се дава како производ, кои се условите за студирање, да слушнеме уште кога и кој може да конкурира за високата школа. Уписите се веќе во тек, или сега се полагаат предметите за државна матура и тоа е еден од законските услови, да се има положена државна матура за да може да се запише на факултет. Оние кои што доколку во првиот уписен рок не се пополни квотата студенти, имаат право и оние со училишна матура да се запишуваат на факултети. Оние од повозрастните нели генерации кои што не полагале државна матура, еквивалентна им е дипломата како да положиле матура. Од документите се потребни свидетелството од сите 4 години, дипломата за завршено средно образование, државјанство и извод, и сите информации за тоа што се изучува, кои предмети, во предметите каква е наставната програма, кои се професорите, може да се добијат на веб страницата на факултетот vs.edu.mk. Така што сите оние кои што се заинтересирани можат уште од сега да почнат со аплицирање и со поднесување на документите. Инаку конкурсот трае до 10 септември, непосредно пред почетокот на академската година. Колкава е бројката која што очекувате оваа година да... Конкурсот е распишан на додипломски студии за 80 студенти, по 40 на насока, меѓутоа 25 се редовни, а 15 се за вонредни студенти. Принципот на работа е во мали групи, затоа што така сметаме дека е по-ефективно. Бидејќи може да се посвети повеќе внимание професор кон студент, постои непосредна комуникација, значи индивидуално може да се работи со студентите, а и ваков тип на практична настава мора да се реализира во мали групи, не можете во големи групи. Така што ние одиме по принципот дојден прв услужен, по предпоставката дека оние кои што навистина имаат афинитети, желба да се едуцираат во овие области, нели би ги поднеле веднаш документите кои што нормално имаат доверба во квалитетот на образованието кој што го нуди високата школа. Ова ќе биде петта генерација да. на додипломци на високата школа за новинарство и односи со јавноста. Како беше досега интересот на тетовци? Па имаме студенти од Тетово и тие што ги имаме се навистина добри студенти и стипендисти на добри медиуми национални во Македонија. Се надевам дека и следната студиска година, односно следната група ќе има тетовци, оние кои што ќе бидат заинтересирани да продолжат во дејноста новинарство, иако малку тешко во последниве години, но сепак новинарството е предизвик кој затоа и толку окупира и ангажира и млади луѓе, но и повозрасни. Очекувате ли квалитетни кадри за следната учебна година, затоа што веќе имавте некои конкурси на кои што аплицира младите средношколци? Да, значи ние веруваме дека кадрите што ги произведуваме навистина се квалитетни во областа на медиумите и комуникациите. Имаме секоја година тоа е традиционален конкурс за доделување стипендии, каде што се избират оваа година се избират 10 стипендисти на различни медиуми и тогаш навистина се избират талентирани средношколци во оваа област, но меѓутоа и оние кои што доаѓаат, мислам редовно што се запишуваат, типот е ист кон сите студенти, дали се стипендисти или не се, условите за студирање, можностите кои што ги нудиме апсолутно имаат еднаков третман, така што навистина се трудиме да ги оспособиме, да ги младите пред се во областа на медиумите и комуникациите, но меѓутоа и со едно пошироко знаење во останатите општествени науки, економија, политика, бизнис, менеджмент, маркетинг, бидејќи и двете области се такви медиуми и комуникации, каде што мора да ги познавате општествените случувања и да имате знаења од поширок сегмент на предмети. Господин Андонов, ви благодарам што бевте гостин во ова издание на емисијата на тема. Се надевам дека успешноста во работењето ќе продолжи и во следната учебна година. Благодарам на одвоеното време.
Почитувани, тоа беше Дејан Андонов, раководител на наставна програма на Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Говоревме за престојниот конкурс и запишување на оваа високообразовна институција во Република Македонија и, како што рече, рангирана на 9-то место според Шангајската листа.